Председателке, само кратко, може да се свати и како процедурално, но морам да забележам на последниот одговор од јавниот обвинител кон вас, кога ве упети да се обратиме кон одговорните надлежните јавни обвинители. Ние вас ве бираме, собранието вас ве бира како најодговорен за сите и вие треба да располагате со сите одговори. Токму затоа сте тука и дојден, да ви се заблагодарам за тоа, како што истото го сторив и кога дојдовте на Комисијата за финансирање и буџет, каде што, ако се сеќавате, ве прашав дали не требаше да има некаков си притвор или некаква си превентивна мерка во текот на периодов додека нели стасате до истрага, па ми рековте дека ако сега тоа на такво нешто сте прешле, ќе испаднало дека јас сум ви влијаела на одлуките. Небитно. Сега повторно ми се поставува истото прашање, бидејќи од временска дистанца, не знам, мислам дека месец дена е пројден од како имавме онаа Комисија за финансирање и буџет и вие овде доаѓате, секако должни сте да дојдете тука и повторно велите сега може би има некој напредок, но велите дека сте пред крај на предистрагата. Што правиме за периодов додека трае оваа предистрага? Можете ли да ни кажете, барем да ни кажете, затоа што на вистина мислам дека во периодов на самостојна Македонија немало ваков случај да побуди ваков интерес. Ова е на вистина грозоморен чин. Ако веќе вие 40 луѓе сте повикале на разговор за информација или слично, блиску сте до крајот да прогласите крај на предистрага, почеток на истрага. Имаме ли некакви квалификации на дела во опција? Дали ќе се работи за убиство, дали ќе се работи за злоупотреба, дали ќе би се работело за фалсификување, бидејќи шпекулациите кажуваат дека и со лековите се манипулирало, квалитет, неквалитет, мешање, немешање, дали може да се работи за кражба? Бидејќи јас колку што знам може на крајот да имаме и квалификувано дело, а да немаме познат сторител. Мислам дека и тоа е можно. Некој податок да ни дадете, на вистина јавноста е сензитивна на ова прашање. И немојте да сметате дека ние не сме имале поумна работа во ова собрание, па месец дена овде да не само ние, туку и сведоци повикувавме, добар дел дојдоа, добар дел. Ние апсолутно не го правевме тоа за да ви наштетиме во истрагата, се уште сте во предистрага, како што кажавте. И уште едно прашање ми се наметнува, кажав дека под прво за мене многу голем знак прашалник, тоа го кажав и на Комисијата за финансирање и буџет, а тоа е опасноста од тоа ова дејствие за кое што нели вие водите предистрага, ние формиравме анкетна комисија, да продолжува и во тек на предистрагава. Како што еве вчера имаше пресконференција мојот лидер, податоци се добиени од свиркачи, дека и во текот на 2023 ова се продолжува. Па зарем не сметате, еве и вие бевте емотивен во денешното обраќање, како што јас бев оној пат кога вие бевте присутен на КФБ, не сметате дека ризикуваме? Дали не дозволуваме и за овој период на предистрага, за некој период да се води предистрага и да има истрага, еве токму за овој период? Дали имаме контрола врз овие работи? А затоа тогаш бев загрижена. Не знам дали има такви мерки и свесна дека ние имаме и дефицитарен кадар со оваа клиника. Што ќе се случи? Ние може да дојдеме дефицит клиниката да не може да обслужува пациенти, но предпоставувам на вистина е специфичен случајот, може би има мерки да извесен специфичен кадар се спроведува на работа, се враќа доколку вие така утврдите. Не знам дали постојат такви мерки и конечно исто така периодов ме загрижува, како што кажав и оној пат, дека може би овозможуваме сокривање, компромитирање на докази или како што се случи со нели медицинската сестра која што уште од лани имало некое дело за неа, тоа беше првичното дело беше обид за кражба, а ова годинешното беше послужување. Имаше еден вработен на клиниката кој што беше обвинет, не знам дали и казнет за мито. Дали не оставаме простор да овие луѓе не само што би прикриле и сокриле докази, него како што се случи со медицинската сестра да си заминат. Или еве јас имам сомнеш, ми оди на памет.
Имаме мноштво на примери. Зошто, на пример, Венко Филипче во образложението кажува дека има и обврски во странство, или како што се случи со многу други претходни големи функционери кои што си замина. Што ќе правиме? Ќе останаме само со тоа? Мислам дека многу побрзо треба да се реагира, а најмногу ова јавност е сензитивна, сите сме. Значи, кажавме, тоа неопростиво е ова што се случувало, но мислам дека позадоволни ќе бидеме кога ќе имаме и конкретно кривично дело, но и сторител. Не може ова да биде со непознат сторител или, не дај Боже, да дозволиме истиот да си замине. Се плашам, вие кажавте, мислам дека колегите од власта пред малку ја утнаа работата кога јавното обвинителство го споја, го квалификуваа дека е дел од судската власт. Вие сте, како да кажам, некој истурен орган на извршната власт, бидејќи нели владата ве предлага, точно е дека собранието ве бира и има можност да ве разрешува, но сте самостојно тело и единствено вакво тело во држава, затоа велам, одговорност имаме сите. Вашата работа сега е можеби најкомплексна, но се бара, мислам дека и брзина, затоа што и времето кое што е во прашање може дополнително да ја отежне и вашата работа, но и случајот со пациенти, а јас како медицинско лице најмногу сакам што побрзо да ги расчистиме оние кои што навистина се виновни, од оние кои што не се, бидејќи мислам најголема дамка се на клиниката за онкологија, таму не можам да поверувам, не ни сакам да поверувам дека сите вработени на клиниката се исфлекани со овој скандал. И на нив им треба брз одговор на ова, за да се знае на што се, а конечно и пациентите да знаат дека таму не се сите по случајов за кои што зборуваме. Благодарам. Благодарам, колешке. Повелете, господин.